Ова е редовниот термин за информација од Велес и регионот, Македонија, светот и спортот. Еве ги настаните на денот. Православните христијани го слават трет ден Божик, се слави Свети Стефан. Претеничката група на ВМРО ДПМН одлучи дека нема да учествува во работата на собранието. Ново поскапување на горивата. Дизелот поскапува за 1 динар по литар, а цената на Евросупер БС98 се зголемува за половина динар. Православните христијани денеска на третиот ден од Божик го празнуваат Свети архидиакон и првомаченик Стефан. Тој е наречен првомаченик затоа што тој прв настрадал за Христовата вера. Во црквите се служи света божествена литургија, верниците палат свеќи и се молат за здравје, среќа и берекет. Дел од Божикиното послание на поглаварот на МПЦ Охридска архиепископија, господин Стефан, пренесе отец Борче Бобески. Денеска Светата православна црква го празнува трет ден Божик, како и споменот на светиот архидиакон првомаченик Стефан. Тој е наречен првомаченик затоа што тој прв настрадал за Христовата вера. Веднаш по слегувањето на Светиот Дух во Ерусалим била формирана христијанска општина, биле избрани 7 ѓакони да се грижат за сиромасите, за болните, старите, вдовиците и да ги делат подароците што христијаните ги давале на црквата. Во црквите се служи света божествена литургија, а верниците палат свеќи и се молат за здравје, среќа и берекет. Дел од божичното послание на поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан пренесе отец Борче Бобевски. И еве денес се роди кнезот на мирот, но не за да ни суди на нам, туку да не спаси од смртта и да се измири со себе нам луѓето кои што сгрешивме и со гревот отпаднавме. Миротворењето е суштина на нашата вера. Оти Христовото Евангелие е благовестие на мирот. Господ Христос проповедаше и донесе мир за сите луѓе, творејќи мир преку жртвата на крстот, и затоа Климент Александрински ќе рече дека вистинските христијани се народ на мирот, а светиот Василий Велики пак истакнува дека не е достоен да биде Христов следбеник, оној кој е без љубов кон другите и кој не е мирољубив кон сите и кон се. Во божичното послание на митрополитот Повардарски Агат Ангел меѓу другото стои: како македонски народ кој од памтивек се надева на Бога и на неговата правда, да го надминеме ова искушение и да станеме Божји соработници во промовирањето на добродетелта и благочестието. Македонското име е нашата сегашност и нашата светла иднина, па затоа јавно и достоинствено да го одбраниме она што сме го наследиле и она што како наследство, чисто и несквернето, треба да го предадеме на идните генерации. Македонскиот народ, без ширење на омраза и без јад во душата, осенет од божичната светлина, нека ги издржи сите искушенија. Праведниот Бог ги штити онеправданите и ги умудрува и охрабрува слабите и понижените, се вели во божичното послание на митрополитот Агат Ангел. Градоначалникот на Велес Аца Коцевски се обрати до јавноста преку својот Facebook профил во врска со злоупотребите со патните трошоци од страна на пратениците. Според Коцевски, ова не е нешто ново, истото се случува во континуитет од почетокот на 90-тите години. Валентина Михајловска со деталите. Градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски преку својот Facebook профил се обрати до јавноста во врска со злоупотребите со патните трошоци од страна на пратениците. Според него, ова не е ништо ново и истото се случува во континуитет од почетокот на 90-тите години. Имав чест да бидам пратеник во периодот од 1994 до 1998 година.
Тогаш злоупотребите беа уште поголеми и посериозни, затоа што во тоа време извршување на функцијата пратеник не беше неспоиво со извршување на друга јавна функција, па така еден дел од пратениците истовремено беа и директори на јавни институции. Патуваа со службени автомобили, понекогаш и повеќемина во еден службен автомобил, а сите поединечно поднесуваа патни налози како да користеле собствено возило за службени цели, пишува Коцевски. Злоупотреби прават пратениците кои не патуваат, а обезбедуваат фискални сметки од патарините како доказ дека патувале. Имаат на располагање станови во Скопје во кои престојуваат или пак користат друг превоз, а пишуваат патни налози како да патувале со свој автомобил и на тој начин го оштетуваат буџетот на Република Македонија. Доколку има добра волја, проблемот може да се реши многу лесно и едноставно. На Република Македонија и е многу поисплатливо на сите пратеници кои мора да патуваат, посебно во пооддалечените општини, да им обезбеди државни станови или да изнајми станови со посредство на агенциите за недвижности и на пратениците да им плаќа месечен надоместок за одвоен живот од семејството и неколку патни месечни трошоци во висина на автобуски билети за посета на семејствата и за средби со избирачите, пишува тој. Според Коцевски, критиките за злоупотребата на патните трошоци се оправдани, но како што пишува, сите не се исти, сите не правеле злоупотреби и не е фер да се оцрнуваат сите, затоа што меѓу нив има и многу кои воопшто не земале патни трошоци. Сите пратеници за кои ќе се докаже дека земале патни трошоци, а не патувале, треба задолжително парите да ги вратат во буџетот на Република Македонија, пишува Коцевски. Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија во периодот јануари-ноември 2017 година бележи пораст од 16,8% во однос на истиот период од претходната година. Покриеноста на увозот со извоз во периодот јануари-ноември 2017 изнесува 74%. Вкупната вредност на извозот на стоки од земјава во периодот јануари-ноември 2017 изнесува 282 милијарди 549 милиони 916 илјади денари и бележи пораст од 16,8% во однос на истиот период од претходната година, објави Државниот завод за статистика. Според објавените податоци, вредноста на увезената стока во периодот јануари-ноември 2017 изнесува 381 милијарда 606 милиони 496 илјади денари, што е за 12,3% повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит во периодот јануари-ноември 2017 изнесува 99 милијарди 56 милиони 581 илјада денари. Покриеноста на увозот со извоз во периодот јануари-ноември 2017 изнесува 74%. Во периодот јануари-ноември 2017, според вкупниот обем на надворешно-трговската размена, Република Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија. Ново поскапување на горивата од полнок. Цената на дизелот се зголемува за уште 1 динар, па литар ке се продава за 59,5 динари. Цената на бензинот од 95 октани останува непромената, но 98 октанскиот и екстра лесното масло за домаќинство поскапуваат за половина динар. За уште 1 денар се зголемува цената на дизелот од ноќеска на полноќ, па така литар ке се продава за 59,5 денари, објави Регулаторната комисија за енергетика. Цената на бензинот од 95 октани останува непроменета, а за половина денар поскапуваат 98 октанскиот и екстра лесното масло за домаќинство. Евросупер БС 98 ќе се продава за 68,5 денари за литар, а новата цена на маслото за домаќинство изнесува 48 денари. Поскапува и мазутот.
Во просек, малопродажните цени се зголемени за 1,23%, како резултат на поскапата нафта на светските берзи. Курсот на денарот во однос на доларот бил понизок. Фондацијата Тиквешки вински пат преку неколку проекти годинава ќе продолжи со развој на туризмот во Тиквешијата. Ќе бидат формирани македонско-грчки кластер за вино, храна и туризам, како и промотивни туристички тури. Ќе продолжат со промоцијата на туристичките производи и пакети кои ќе ги изготвуваат за туристите, а ги опфаќаат виното и храната, како и природните богатства на Тиквешкото поднебје. Македонско-грчки кластер за вино, храна и туризам, како и промотивни туристички тури ќе бидат формирани и промовирани од страна на Фондацијата Тиквешки вински пат. Проектот ќе опфати и едукации за членките во кластерот за подобрување на нивните бизниси, промоција и маркетинг. Се прават и последните подготовки за старт на веќе одобрениот проект за изложбен простор во Росоман, инвестиција вредна 587.000 евра, финансирана преку ИПА фондот за погранична соработка со Грција. Се работи за објект за промоција. Фондацијата Тиквешки вински пат најавува и неколку други инвестиции и проекти за оваа година. Традиционално, по 11 пат годинава, повторно фондацијата ќе биде организатор на манифестацијата за закројување на виновите лози по повод верскиот празник Свети Трифун, кој се смета за заштитник на лозарите. Ќе продолжат со промоцијата на туристичките производи и пакетите кои ги изготвуваат за туристите, а ги опфаќаат виното, храната, како и природните богатства на Тиквешкото поднебје. Веќе во тек е пријавувањето на тест турите кои ги организираат, а во рамки на кои посетителите ќе можат да уживаат во туристичката понуда на највинскиот регион во Македонија. Меѓу другото, следуваат и повеќе едукативни настани. Целта на сите овие активности е развој на туризмот, а радува фактот што од година во година се зголемува бројот на туристи кои ја посетуваат Тиквешијата, велат од Фондацијата Тиквешки вински пат. Како политичари имаме обврска да им создадеме услови на нашите граѓани за просперитет, напредок и благосостојба, а за тоа е потребно да ја унапредиме соработката меѓу двете земји на сите полиња, изјавил вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи по средбата со министерот за надворешни работи на Грција Никос Козиес и заменик министерот за надворешни работи и меѓународни односи Јоргос Катругалос во Атина. На средбите биле отворени темите за меѓусебната соработка, унапредување на комуникацијата, како и останатите мерки за градење доверба меѓу двете земји, соопшти од секретаријатот за европски прашања. Вестите од Македонија во продолжение. Пратеничката група на ВМРО ДПМН одлучи дека нема да учествува во работата на собранието, се додека не се создадат услови за нормално демократско функционирање на институцијата, изјави председателот на партијата Христијан Мицкоски. За овој став, како што рече, стои целата пратеничка група. Во моментов нема демократски амбиент за работа во собранието. 12% од пратеничката група на ВМРО ДПМН се уште се наоѓа во притвор. Тоа се 5% од вкупниот број на пратеници кои се соочуваат со конструирано обвинение за тероризам. Човековите права беа прекршени, а власта ги погази и законите, демонстрирајќи сила врз народните избраници. Мицкоски додаде дека народниот правобранител недвосмислено констатирал дека при приведување на пратениците на 28 ноември лани е повредено правото на пратенички имунитет и дека полициските службеници не се придржувале до правните процедури за приведување. Сето ова е доказ дека во Македонија имаме класичен политички прогон. Злоупотреба на институциите за пресметка со сите кои мислат поинаку и кои не се плашат гласно да се спротивстават на антидржавните политики на власта предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Одговарајќи на новинарско прашање како ќе поднесат предлог закон за амнестија ако не учествуваат во работата на парламентот, Мицкоски рече дека првиот момент кога ќе има демократски услови, тогаш пратениците на ВМРО ДПМН ќе делуваат.
Лозарите ја добија првата рата за предаденото винско грозје од страна на винарските визби. Според законот, на лозарите до 15 декември требаше да им биде исплатена првата рата од 20% за предадената количина грозје. Рокот за втората рата од 40% е до средината на февруари. Како што соопшти ресорното министерство, првите пари се веќе легнати на сметките на лозарите. Во Македонија, лани беа собрани 180 милиони килограми винско грозје. Дел од откупот се пласира во странство, а поголемиот дел остана за домашните преработувачки капацитети. ВМРО ДПМНЕ преку партиско соопштение порачува дека практиката на злоупотреба на институциите мора да запре во интерес на државата и нејзината иднина. Државата има потреба од силни и независни институции, заштитник на граѓаните и нивните права. Демократијата и правната држава се право на граѓаните и тоа не смее да им биде скратено. Власта и сите општествени чинители во Република Македонија мора да знаат дека државата нема да тргне ни милиметар кон Европската Унија и НАТО, се додека не се почитуваат законите, а институциите се злоупотребуваат за монтирање кривични постапки против политички неистомисленици, пишува во соопштението на ВМРО ДПМНЕ. Судот има единствена шанса да застане на страна на правдата и законот и да им сврти грб на притисокот и политички конструираните обвиненија. Судот има можност, водејќи се по словото на законот, да стави крај на оваа конструкција со која недолжни граѓани се обвинуваат за тероризам и да застане на страната на правдата, велат од ВМРО ДПМНЕ. Од опозицијската партија велат дека апелациониот суд мора да се издигне на дневната политика и притисокот. Судот не смее да биде соучесник во конструиран случај во кој се кршат законите и правата на човекот, велат од ВМРО ДПМНЕ. Брајан Хојт Ји поднел оставка на местото помошник заменик на државниот секретар на САД за Европа и Евроазија, потврдиле од Стейт Департментот за Ал Джезеира. Во одговорот е наведено дека Хојт Ји за напуштањето на сегашната должност ги известил колегите во Американското Министерство за надворешни работи. На таа позиција беше од 2013 година. Како негов наследник, неофицијално се споменува некогашниот шеф на мисијата на ОПСЕ во Босна и Херцеговина Џонтан Мур. Во јавноста се шпекулира дека Хојт Ји би можел да ја превземе должноста амбасадор на САД во една од државите на Западен Балкан, Македонија или Босна и Херцеговина. Вестите од светот. Во Сирија останале доволен број руски војници за одбрана од било какви напади на екстремисти, соопшти Кремљ. Министерството за одбрана на Русија соопштило дека неговите сили одбиле низа напади на беспилотните летала на руската база во Сирија. Наведено е дека 7 дронови се соборени, додека 6 се принудени да слетаат и дека не е нанесена штета, јавува Associated Press. Одговарајќи на прашањето дали повлекувањето дошло премногу рано со оглед на нападите на беспилотните летала, портпаролот на Владимир Путин, Дмитри Песков, изјавил дека руските сили во Сирија ги имаат сите неопходни средства да одговорат на секој повик. Голем пожар избувнал во фабрика за боја во Лондон, која целосно изгорела, соопштиле официјални лица. Пожарот избил синоќа во северниот дел на Лондон, на патот Ватерло, а го гаселе околу 100 пожарникари, пренесува британски Sky News. Како што се наведува, пожарот можел да се види на далечина од километри, а некои сведоци велат дека изгледало како огнени топки да летаат во небото. Официјалните лица навеле дека работниците ја напуштиле фабриката и пред да стигнат пожарникарите, како и тоа дека нема повредени. За време на пожарот, локалното население било замолено да ги држи вратите и прозорците затворени. Европската Унија ги проширила санкциите за Северна Кореја поради активностите во врска со развојот на нуклеарната и ракетна програма на таа земја. Како што соопшти Советот на Унијата, со нив се опфатени 16 лица од Министерството на народните вооружени сили.
Тие се додадени на листата санкции кои се однесуваат на замрзнување на имотот и забрана за патување, а на основа на резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации, усвоена на 22 декември минатата година. Како што се наведува, со ова, бројката на лица на кои се однесуваат рестриктивните мерки е зголемен на 79, како и 74 ентитети што ги навеле Обединетите нации. Дополнително, само под санкции на Европската Унија се наоѓаат уште 41 лица и 10 ентитети во Северна Кореја. Се наведува дека во наредните недели Европската Унија најверојатно ќе усвои дополнителни мерки против Северна Кореја. И натаму високи температури за овој период од годината од 8 до 14 степени. Од утре попладне се очекуваат локални врнежи од дожд. Значителна временска промена ќе има од петок, кога според метеоролозите ќе има врнежи и заладувања. Како што информира УХМР, повеќе врнежи се очекуваат в сабота и в понеделник, кога поради испуштање на постудена воздушна маса, врнежиот снег можно е да има и на некои повисоки места. Тука го завршуваме овој дневник. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам секако пријатна вечер.